Добро вечер, почитувани гледачи, вие сте со К3, трето информативно издание за денеска. Еве што издвојуваме. Советничката група на ВМРО ДПМН Куманово покренува иницијатива за решавање на бројните проблеми на кумановци. На околу 300.000 пензионери од Република Македонија ќе им се исплатат пензиите со покачување од 621 денар. Европската комисија разработила акционен план со Турција да се запре протекот на бегалци во Европа, пишуваат германските медиуми, повикувајќи се на извори во Европската комисија и во германската влада. Женската ракометна екипа на Куманово викендов ја забележа и втората победа во суперлигашката конкуренција. За преостанатото бидете со нас и по рекламите. Добро вечер, тредневник на К3. Советничката група на ВМРО ДПМН Куманово покренува иницијатива за решавање на бројните проблеми на кумановци. Во прв ред, неколку деценискиот проблем со именување на улиците, кој според нив се провлекува од осамостојувањето на Македонија досега, а не е решен ниту во изминатите 10 години на водење на општината од страна на градоначалникот Зоран Дамјановски. Куманово како град изобилува со многу проблеми кои долго време чекаат да бидат решени, пред се од екзистенцијален карактер, како што се невработеноста, водоснабдувањето, проблемот со сообраќајниот хаос и многу други. За остварување на основното право за добивање лични документи, неопходно е да се реши проблемот со именување на улиците во градот, рече на пресконференција Драган Петковски, председател на Општинскиот комитет ВМРО ДПМН Куманово. Куманово како град изобилува со многу проблеми, што поодамна чекаат на решавање. Секако, во прв план би биле оние екзистенцијални, кои ги засегаат граѓаните. Например, решавање на проблемот со невработеност. Проблем кој најчесто како прв го истакнуваат повеќето наши сограѓани. Преку создавање услови за изградба на индустријска зона. Проблемот со водоснабдување, кој исто така е нешто што се однесува до основните права на секој човек. Проблемот со сообраќајот, со кој секојдневно се среќаваме. Проблемот со урбаниот хаос, проблемот со уличното осветлување, проблемот со недостаток на простор во градинките, и така натаму, може да набројуваме уште многу. За сите овие проблеми, многу пати во разни прилики е зборувано и барано од градоначалникот решавање на истите. Одговорот како по правило, како изгребана грамофонска плоча, секогаш е ист. Нема пари, сметката е блокирана, кога ќе има, ќе се решат проблемите. Во исто време, сите сме сведоци како се трошат големи суми на некои намени кои сепак не се приоритет во овој момент. Денеска покренуваме иницијатива за проблем чие решавање не бара финансиски средства. А сепак и по 25 години од осамостојувањето на Македонија, по 10 години градоначалствување на Зоран Дамјановски, на оваа тема не е направено ништо. Тоа е прашање што во моментот ги засега многу кумановци, кои не можат да го остварат своето основно право да добијат лични документи, кои им следува како државјани на оваа земја. А тоа е прашањето со имињата на улиците во нашиот град. И понатаму, многу приградски населби се водат како населби без уличен систем. Или пак жителите на цели населби се водат на една фиктивна адреса. За почеток, како советничка група во Совет на град Куманово, ќе побараме точка на дневен ред на која ќе побараме името на плоштадот во најстрогиот центар на градот од досегашното Нова Југославија да се промени во плоштад Македонија.
За покренатата иницијатива, советниците од ВМРО ДПМН ќе побараат и поддршка од граѓаните на Куманово со собирање потписи. Се надеваме дека конечно ова прашање ќе го подигнеме од мртва точка, а градоначалникот ќе мора да смисли поинаков одговор од вообичаеното нема пари. По повод неделата на детето, во општина Куманово, ученици од повеќе училишта од градот и подрачните образовни институции присуствуваа на средба со градоначалникот, каде на пригоден начин со литературни и ликовни творби ги изразија своите желби за подобро утре. Овој ден и со свечена приредба го прославија и основното општинско училиште Крсте Мисирков. По повод Светската недела на детето, представници на ученици од повеќе основни и подрачни училишта во општината го посетија градоначалникот Зоран Дамјановски и упатија поздрав од сите училишта. Преку ликовни литературни творби кои ги презентираа за детските права, упатија и желби за подобро утре. Учениците прашуваа кога ќе профункционира затворениот пливачки базен, дали во основното училиште Магдалена Антова може да се направи рекреативно катче, како да се зголеми бројот на ученици во Вук Караџиќ и други теми кои ги засегаат. Градоначалникот упати благодарност до сите деца и за интересот кој го покажаа за градот и до просветните работници за трудот што го даваат за воспитување на младите, кои се перспектива на градот Куманово. Сакам пред се да се заблагодарам на овие деца кои покажаа една таква љубезност, еден воспитен профил, деца кои имаат голема одговорност према својата возраст, со убави творби, ликовни, литературни, интересот за градот што го покажаа. Тоа зборува дека Куманово има иднина и се надевам дека целата наша борба што е наш постарител во насега да обезбедиме пристојно место и перспектива за нас е токму ради вас кој го покажувате денеска. Посетата беше организирана од страна на Сдруженијето за грижи и воспитување на децата, чие мото беше "Сите заедно за подобро утре". За оваа недела најавија голем број на активности, кои самите училишта ќе се ги реализираат согласно нивните можности, спортски, шаховски надпревари, игри без граници, истакна Виолета Стошевска, претседател на Сдруженијето за грижи и воспитување на децата Куманово. Секоја година полна недела во месец октомври е одбележување на детска недела, која е опфатена со голем број на активности. Мото на детска недела оваа година "Сите заедно за подобро утро", многу убаво мото, за кое што треба сите да се грижиме, значи и возрастните и децата. Возрастните треба да ги почитуваат правата на децата, меѓутоа децата треба да ги практикуваат обврските од правата на децата, бидејќи тоа оди едно со друго. Исто така и во основното училиште Крсте Мисирков беше организирана приредба по повод Светската недела на детето. Оттаму најавија дека во текот на оваа недела ќе имаат низ активности, работилници и хуманитарни акции. Секоја година, па и ова, значи почеток првата недела од месец октомври, секогаш се организира и е посветена за децата под мотото Детска недела. Од 5 до 11 октомври ова година нашето училиште организира разни активности, низ активности по повод, значи еве како денеска свечена приредба по повод Детска недела, понатаму разни хуманитарни акции и уште што да кажам, и многу работилници расподелени по нивоа на оделенија. Децата имаа можност да се прошетаат низ општината, каде се запознаа со вработените и нивната работа. Јавниот и бизнис сектор од Североисточниот плански регион од денес ќе може да остварат директна соработка преку новоотворениот бизнис центар за воспоставување и поддршка на мали и средни предпријатија, чиј старт официјално беше означен од министерот за локална самоуправа Лирим Шабани. Со целосна финансиска поддршка на Министерството за локална самоуправа, денес во Куманово беше отворен бизнис центар за воспоставување и поддршка на мали и средни предпријатија во Североисточниот плански регион, кој ќе функционира во рамките на Центарот за развој на регионот. Со бизнис центарот, јавниот и бизнис секторот од регионот од денес ќе може да воспостават институционално партнерство, изјави на отворањето министерот за локална самоуправа Лирим Шабани. Бизнис канцеларијава е битна за овој регион, како и за другиве региони, затоа што во суштина има намена да поврзува централна власт, локална власт и бизнис заедницава во регионот. Не секогаш бизнис заедницата ги има сите информации за можните фондови за инвестиции, било да се државни, национални или надворешни од меѓународни организации.
Преку овој бизнис центар, локалните власти со поддршка од Министерството за локална самоуправа широко ќе ги отворат вратите за потенцијалните инвеститори, но и за бизнис заедницата. Ова канцеларија ќе направи една добра база на податоци, една добра логистика и на тој начин во спрегата локална самоуправа, бизнис заедницата, преку централната власт и Министерството за локална самоуправа да ги доведеме сите овие инвеститори на начин равноправен за да бидат конкурентни во пазарните услови. Целта на формирање ваков центар е да се поттикне развојот на североисточниот плански регион, оценет како рурален, а истото ќе се овозможи преку обезбедување постојана комуникација со бизнис секторот и подготвеност да се одговори на нивните барања. Тоа ќе се овозможи преку електронски водич за инвеститори со информации за економските и географски карактеристики на регионот, актуелните законски прописи, можностите за финансирање и едуцирање, како и информирање на идните инвеститори, но и на собствениците на мали и средни предпријатија за промените или можностите на регионално и национално ниво. Со бизнис заедницата ова не е прв позначаен обид да поставиме линк помеѓу бизнис заедницата и јавниот сектор, секако со вклучување на невладиниот сектор кој исто така може да овозможи некој развој, односно заеднички напори за подигање прво и на капацитетите на самите мали и средни предпријатија за аплицирање кон европските фондови и националните фондови, а второ и заеднички интерес за правење на општествено добро, значи не е само правење на профит, туку заеднички интерес за правење некој општествено добро кое секако на таа околина ќе донесе некои поволности. Особено важна е целата симбиоза помеѓу локалните чинители, невладиниот и приватниот сектор, како и размената на искуства која е неминовна и клучна. Криа Паланка е лидер во регионот за прекугранична соработка, за проектите од прекугранична соработка. И она што е добро и што ми е драго мене како градоначелник е што во овие за аплицирање и во добивање на овие проекти се повеќе се вклучува невладините организации. Ова е чекор понапред каде што може и фирмите, односно предпријатијата кои се заинтересирани да учествуваат, да добијат средства за понатамошна поуспешна нивна работа. Министерот Шабани потенцира дека со формирањето на бизнис центарот ќе се создаде поволен амбиент за инвестирање со отстранување на евентуални административни пречки и нудење поволности за развој на североисточниот регион. Во 2015 година Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој обезбедија 20 милиони денари за финансирање проекти во североисточниот плански регион, а за следната година во предлог буџетот се предвидени двојно повеќе средства. Министерството за локална самоуправа до крајот на годината ќе го помогне во воспоставувањето бизнис центри во сите плански региони. Следни се Пелагонискиот и Вардарскиот. Во организација на Сдруженијето Козјачие во срцето, а под покровителство на општината Старо Нагоричане, се одржаа седмите поред Бајловски средби. Оваа манифестација веќе 7 година поред се посетува масовно од жителите на околните села и селениците кои што имаат потекло од Бајловце. Целта на оваа манифестација е да го заживее селото и да ги врати младите кон своите корени. И оваа 7 година поред жителите на село Бајловци на околните села, а не изостануваа и селениците кои веќе долго време не живеат во селото, дојдоа да присуствуваат на Бајловските средби. И оваа година тие се организирани од Сдруженијето Козјачие во срцето, а под покровителство на општината Старо Нагоричане. Се организираа спортски игри, фрлање на камен во далечина, брзо пиење на пиво од севче, традиционален надпревар во баници, прикажување на свадбени обичаи од овој крај, изведени од културно-уметнички друштва, многу музика. Целта на оваа манифестација е да се врати животот и сјајот на селото, да ги зближи луѓето и да ги врати младите кон своите корени. Се надеваме дека оваа традиција ќе продолжи во наредните години. Посетителите видоа и изработени баници на традиционален начин кои што ги подготвија домаќинките од овој крај. Меѓутоа од Куманово имавме и од Скопје, така да на овој начин покажавме дека Бајловце, кое што е позната како форначиски крај, успева да ја одржи традиција на изготвување на вкусни баници кои што се прочуени надалеку. Драган Спасиќ од општината Старо Нагоричане ја истакна поддршката на оваа манифестација. Како и секоја година, така и ова општина Старо Нагоричане ќе продолжи и натаму да ја поддржува оваа манифестацијата. Се надеваме посебно би се задоволени на ова до организаторите што ни приведија вака убав престор да се осетиме слободно. Пред самиот почеток на протоколот редовно се организираат спортските игри, започнат со надпревар на фрлање камен во женска и машка категорија. За да атмосферата биде уште поубава, се надпреваруваа во брзо пиење на пиво од севче.
Од списокот на пријавени имаше и женски кандидат кој покажа солидни резултати. Навистина беше убаво да се види сплотеноста на луѓето собрани на едно место. Интересна игра, значи фрлање на камен. Дали е тоа традиционално и ова 7 година поред на Бајловски средби да се прави? Да, и оваа година е секоја година правиме и оваа година имаме учесници и полно имавме учесници. Учесници од жени имавме 12, а од мажи имавме 22. Зошто се пријавивте? Па заради забава. Да, да се забавуваме. Што мислите за Бајловските средби и за ваквите дружби и забави кои што ги организираат? Мислам дека се прекрасни и тука народот се дружи, се забавува. Инако јас до сега неам учествувано. Ова ми е втор пат што сум присутен тука и еве го својих прво место. Лани за 3 секунди му тече, али овој година го освои. Иначе сам ја нов кум за овој година, до година има друг кум. И на среќу тој да се продолжи и дале. Иначе потечува од Бајловце и тоа е добро да се поддржи и да се организира такве средби. 12 домаќинки се надпреваруваа за најдобро направена баница. Имаше надпреварувачки од Бајловце, Куманово и Скопје, кои подготвија баници со прас, сирење, спанаќ и истите беа дегустирани од страна на посетителите. Со оглед на тоа дека многу ни се допадна, не остана ниту едно парче на трапезата. Традиција е многу убава и нема да го заоставиме. Што приготвивте вие за денеска? Еве баница со сирење и со јајца. Така е, има и со спрас некому кој сака. Јас денеска приготвив една убава баниска со сукалка што се сука. Додадовме материјал сиренце, убава тенка према убави домаќинки и према убави овие гости. Со среќа нека си за многу години. Да сме живи и здрави, да се гледаме, да се сретнуваме, да се запознаваме, да ја шириме познанството. Да учествуваме со баници и да оставиме наследство на нашите снаи, внуци и ќерки. Што подготвивте вие за денеска? Баница, растрзана баница. Така, дали вие сами ја правите? Да. Така, и колку време, значи, знаете да правите баници? Дали е тоа тешко да се прави или? Па, не е тешко, ако сакаш, не е тешко. Каде го научивте занаетот? Од мајка ми. Растрзана баница. Со урда и јајца. Тој се подготвува најмалка пола сат и се после пече, одма се пече. И вие направивте една убава баница. Кој тип на баница направивте? Селска баница. Селска, дали вие ја правите? Да. Колку години имате? 16. И за 16 години знаете да направите на ваква убава баница? Да. Од кога научивте, кажете ми? Од мајка ми. Треба да се убаво направи, убаво да се замеси, да се подели на делови и да се расука и по желба што сака да се стави во неа урда, прас, сирење и така. Се вршише продажба, дали сите баници се распродадоа, се купуваше? Сите баници се продадоа дека се убави. Веселбата, хуморот во ниеден момент не изостанува. Настапите на културно-уметничките друштва, Српски вес од Старана Горичане, фолклористи од Крива Паланка и Ѓоко Симоновски од Куманово ја дополнува атмосферата. Посетителите велат дека треба почесто да се одржуваат вакви средби на кои ќе може да ја видат убавата природа, чистиот воздух, а истовремено и да се видат едни со други, бидејќи како што велат на овие средби може да се видат со најблиските. Дојдо да се виду со моје ќерке, со унуци, с пријатели, с роднина дека и туј сам родена и не ракме да дојду, викам док можу, ќе оду, кад не можу, ќе седну пред куќу и ќе си седа, ако ми најде син кола ќе дојду па. Ако не, ќе си седу дома. Јас сум Зет Бајловски. Под онаа кружка намо сум се упознат пред 32 години со жена и сме се земале од тука. И дојдовме да посетиме, да видиме како е, што е после толку години. Од овој крај поубав нема. Како скреновме од главната улица, од патот Паланка Куманово, наваму, една убавина, една питомина.
Јас сум фасцинирана. Јас досега ваква убава природа не сум видела. Јас мислев Куманово е, гледајќи го од мојата зграда, до хоризонта, толку. Ова било многу убаво. Овде е супер. И највеќе дојдов за да ги гледам овие игрожливе групи. Ме интересира народната носија. Воодушевена сум и од српскава ова, од вес, како се викаше, српски вес, и од овие нашиве пензионери. Народна носија стварно е нешто преубаво, нешто големо богатство на Македонија, не само на Бајловци. Па ми доваѓаме секоја година, седма поред Бајловска средба. Порано бемо у тој гард, па сега доваѓаме секоја година. Некоја да прескочимо, па дојдемо овде. Па да се малку на воздух, да се провеселиме. И како ви се допаѓа атмосферата? Добра ли? Многу е убаво, на чист воздух. Селото Бајловце се наоѓа на 30 километри оддалеченост од Куманово, на 628 метри надморска височина. Во селото постојано живеат 60 жители, претежно постари луѓе кои се занимаваат со сточарство, а има и голем број викендици. Мештаните велат дека во лето селото живнува, кога луѓето од Куманово и Скопје доаѓаат летото да го поминат во родното село. Во основното училиште во селото се школуваат 15 деца, а се надеваат дека ако се создадат подобри услови за живот, младите ќе се вратат во селото. Мештаните побараат да им обрнат повеќе внимание на селата и да инвестираат во нивен развој. Четвртата фестивалска вечер на 18-тото издание на Денови на комедија беше резервирана за комедијата Чолак, работена според текст на Мартин Макдонах. Приказната говори за хомосексуалноста како табу, а актерите се погрижија да ја прикажат вистинската слика. Главниот лик во представата е Сашо Тасевски, која толкува улогата на Чолак или човек без рака. На репертоарот на четвртата фестивалска вечер Денови на комедија се најде уште една исклучително интересна представа со наслов Чолак. Зборот Чолак означува невешт човек, односно човек без рака. Оригиналот во принцип е насочен кон табу темата расизам која се уште е присутна во САД. Твојата рака е само малку потек. Тоа се случува со расите кога се одделени од телото по долго време, а бе, Не сум прв пат у Куманово, иако секојаш кога сум дошол представите биле пуни. Денеска беше речиси полна салата колку што можев да видам. И оно што прво го забележавме колегите кога заврши представата, кога останавме сами во гримиурната, е тоа што сенсот на кумановската публика се покажа дека е малце поизграден него скопската, затоа што се реагираше на места каде што у Скопје досега никогаш нема изреагирано публиката. А денеска тоа имаше такви ситуации едно 6-7 места во представата, кај што тука имаше реакција, у Скопје тие отсуствуваат. И по интензитет или воопшто ги нема. Така да, од тоа може да заклучите дека представата беше супер, се чувствувавме одлично на сцена, публиката се чувствуваше одлично и тоа е доволно за еден театарски чин, кога има добри глумци на сцена и кога има задоволна публика. Сашо Тасевски го толкува главниот лик, а освен него на театарските штици се појавија и Рубен Сморатовски и двојката Филип Трајковиќ и Игор Стојчевски. Следна на програмата е представата премиера во сабота од театар Марко Цепенков од Прилеп, а ќе биде изведена во среда 7 октомври. Во Градската уметничка галерија при Кривопалничкиот музеј беше отворена изложбата на фотографии од наградената колекција на 28-то ФИА Биенале на Фотосојуз на Македонија во соработка со Фотокиноклуб Види од Крива Паланка. Изложбата е и дел од одбележувањето на традиционалните денови на македонска фотографија, во рамки на кој беше поставена изложба на наградени фотодела и во галеријата на град Куманово. Во галерискиот простор при локалната установа Градски музеј Крива Паланка од сабота љубителите на фотографската уметност ќе може да уживаат во делата од наградената колекција од 28-то ФИА Биенале на проектирана фотографија која се одржа во Индонезија. Изложбата е во организација на Фотосојузот на Македонија во соработка со Кривопаланичкиот фотокиноклуб Види. Истата за отворена ја прогласи градоначалник на Крива Паланка Арсенчо Алексовски. Се заблагодарам што избравте општина Крива Паланка, каде што ќе можете да ги изложите фотографиите, каде што ќе можеме да видиме една уметност која, како што рековте, е од скоро уметност, можеби
од не повеќе од 5-60 години, но сепак има нешто убаво да се види, има нешто што би требало да го перцепираме. Свое обраќање имаше и Боро Рудиќ, председател на Фотосојузот на Македонија. За оние помалку упатени, ФИАП е најголема светска асоциација во која членува и Македонија и која е една од 10 неизмени основачи во далечни 50 години од минатиот век, преку тогашна Восток на тогашна Југославија. По изложбата на 112 фотографии од 46 наградени автори во галеријата на град Куманово, Крива Паланка е дел од одбележувањето на 53-тото издание на Деновите на македонска фотографија, каде фотографии остварија средби и размена на искуства со нивни колеги од повеќе градови низ земјава, како и од Србија и Бугарија, а исто така беа поставени и видеопроекции на твориштвото на дел од фотографите. За оваа година, 2015, во соработка со Фотосојузот на Македонија, Фотокино клуб Види ги организира Деновите на македонска фотографија заеднички, со заеднички сили. Ние како млади членови на Фотосојузот се трудиме да бидеме добри домаќини. Изложбата ќе биде отворена во следните 15 дена. На околу 300.000 пензионери од Република Македонија ќе им се исплатат пензиите со покачување од 621 денар. Со овогодинешното покачување просечната пензија ќе достигне 13.085 денари. Ова е покачување за 70% во однос на 2006 година, кога просечната пензија изнесуваше 7.638 денари. Во октомври 2016 ќе има ново покачување на пензиите од 650 денари. Законските измени кои треба да го овозможат ова покачување неодамна беа усвоени и средствата за новото покачување се веќе обезбедени со предлог буџетот за 2016 година. Обединетата македонска диаспора со загриженост ги следи активностите и ставовите на главните политички партии во Република Македонија, на некои невладини организации и јавни личности кои го нарушуваат демократскиот капацитет на државата. Обединетата македонска диаспора смета дека 4 најголеми политички партии во Република Македонија нелегитимно преговараат зад затворени врати на теми изборен законник и правото на глас на македонските граѓани надвор од земјата, како и за бројот на пратеници во собранието. Диаспората е значаен засебен фактор во македонското општество и тој не сме да биде маргинализиран или припоен по која било основа. Гласот на диаспората како ентитет по ова прашање не сме да биде занемарен и игнориран. Без македонците од диаспората, Македонија како држава нема да има темелен просперитет. Историски гледано, диаспората има значителен придонес за меѓународниот углед и економскиот развој на државата. Обединетата македонска диаспора е со цврст став дека секој политички лидер, пратеник или политичка партија која го игнорира и занемарува интересот на македонецот од диаспората, не делува политички во интерес на Македонија како држава, туку теснопартиски. Сигурни сме, поучени од искуството во државите во кои твориме и делуваме, дека таквите лидери ќе имаат кратко политичко дејствување и влијание и немаат долгорочна политичка иднина. Диаспората е дел од семејството кое се вика Македонија. Совеста, припадноста кон нацијата и патриотизмот во ништо не се помали од македонците кои живеат во матичната држава. Демократскиот глас е без цена во валута и не може да се измери аритметички. Наместо да се одредуваат математички квоти за кредибилитетот на изборниот глас, политичките партии треба да работат на елиминирање на објективните пречки кои го невозможуваат граѓанинот каде и да го даде својот глас за својата иднина и иднината на републиката, соопшти Обединетата македонска диаспора и ги повика партиите и пратениците во собранието да го разгледаат искуството на Холандија и Естонија по ова прашање. Европската комисија разработила акционен план со Турција да се запре протекот на бегалци во Европа. Пишуваат германските медиуми, повикувајќи се на извори во Европската комисија и во германската влада. Следуваат вестите од светот. Медиумите јавуваат дека според планот Турција ќе мора подобро да ја штити својата граница со Грција, што значи дека турските и грчките служби што ја контролираат морската граница ќе мора да се здружат и заедно да патрулираат во источниот дел на Егејско море. Таа акција ќе ја надледува Frontex, Европската агенција за заштита на надворешните граници на Европската унија, и бегалците ќе ги враќа назад во Турција. Во Турција ќе бидат изградени 6 нови кампа за бегалци со капацитет да се сместат 2 милиона луѓе. Европската унија делумно ќе ги финансира овие проекти. Земјите членки на Европската унија според планот ќе бидат обврзани да прифатат дел од бегалците, за да околу половина милион луѓе можат да се преселат во Европа, а да не мора да им плаќаат на шверцери или да тргнуваат на патување низ Медитеранот.
Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху изјави дека Израел до смрт ќе ја води борбата против палестинскиот терор, додавајќи инструкции за забрзување на процесот за уривање на домовите на палестинските терористи, како една од мерките да се спречи серијата терористички напади. Тој тоа го најави по состанокот со невисоките воени представници, истакнувајќи дека им дал инструкции да се зголеми бројот на така наречени административни притвореници, без обвинени и судски процеси, да се распоредат повеќе безбедносни сили во Ерусалим и на западниот брег и да се протераат агитаторите од Ерусалимскиот стар град и од ридот на храмот, каде што се наоѓа џамијата Алакса. Руските воени авиони нападнале 10 цели на Исламска држава во Сирија во своите најнови воздушни напади, уништувајќи магазини со оружје, центри за обука и инфраструктура, соопшти Руското министерство за одбрана. Во последните 24 часа руските воени авиони извршиле 20 лета. Оклопните борбени авиони за копнена подршка Сухој Су-25 нападнале и джихадистички тренинг центар во провинцијата Идлиб, уништувајќи работилница за производство на самоубиствени појаси, според ново објавениот извештај на Министерството за одбрана. Министерството објави неколку видеа за кои вели дека покажуваат како руските воздухопловни сили ги напаѓаат терористичките објекти. Швајцарија е на прво место на глобално ниво по висина на нето финансискиот имот по глава на жител. На второ место се Соединетите американски држави, на трето Велика Британија, додека четврта е Белгија. Европската компанија за давање услуги Allianz го представи шестото издание на извештајот за глобалното богатство во кој се анализира во детали ситуацијата во однос на имотот и долговите на домакинствата во повеќе од 50 земји. Заклучоците од извештајот покажуваат дека во 2014 година забележани се првите 3 пресвртници во развојот на финансиската состојба, глобалниот износ на бруто финансиската актива на домакинствата се зголемила за 7,1% во однос на 2013, односно на 136 милиони евра, што е над вредноста на сите светски регистрирани компании и сите државни долгови. Просечната финансиска состојба по глава на жител во Швајцарија изнесувала 157.450 евра. Женската ракометна екипа на Куманово викендов ја забележа и втората победа во суперлигашката конкуренција. Избраничките на Зоран Јосимовски на гостувањето во Свети Николе славеа со 24-15 и најавија дека оваа сезона ќе се борат за висок пласман во првенството. За сега се оди според планот. Младите ракометарки на Куманово во Свети Николе остварија значајна победа и не дозволија во ниту еден момент домаќините да направат посериозни проблеми. Го одиграме второ коло, значи од првенствени надпревар со екипата на Овче поле од Свети Николе, гостувавме, остваривме полн погодок, од самиот почеток на надпреварот покажуваме супериорна игра, значи сите ракометарки дадоа свој максимум, што значи постигнавме добар резултат, победиме со 9 голови разлика. Со ова покажуваме дека оваа млада екипа има добар потенцијал, се работи значи сериозно, благодарение на нашиот искусен тренер, значи дека продолжуваме понатаму, значи да остваруваме значи својата цел во македонската суперлига. Има една мала пауза од недела дена поради обврски на нашата репрезентација. Меѓутоа за 2 недели отприлike доаѓа екипата на Вардар 2, втората екипа на Вардар, и тоа ќе биде нова шанса за оваа екипа. Така, за оваа наша млада екипа, значи перспективна ќе биде уште еден предизвик. Играме со екипата на Вардар Јуниор, Вардар Јуниор. Тоа е всушност значи повеќе, значи има некаде околу 10 ракометарки кои играат за македонската сениорска репрезентација, што значи доста квалитетна екипа, голем предизвик за нас и ќе се потрудиме како и на овие два надпревари изминати да дадеме свој максимум и да оствариме поволен резултат. Паралелно со ова имате одлични резултати во младински селекции. Тоа треба да се спомени исто така. Така, благодарение на многу повеќе пати повторено, благодарение на професорот Димитар Антевски, значи се работи сериозно и во младинските школи. Сега го игравме првото коло, гостувавме во Делчево, игравме значи со сериозна екипа таму каде што се работи квалитетно и остваривме и таму поволен резултат, значи победиме со 4 голови разлика, 18-14, нашите дечиња значи влегоа од самиот почеток, значи сериозно и во целиот надпревар значи имавме водство.
За следниот дерби направе против втората екипа на Вардар се очекува да се врати некој од повредените ракометарки, а тоа ќе значи нов квалитет во играта на екипата и шанса за победа. Ракометарите на Куманово и по 3 одиграни кола во првата лига се уште без победа. На домашен терен кумановци доживеа пораз од Струга со 30-27 и останаа на само 1 бод во првенството. Помошник тренерот Александар Трајковски покрај се верува во својата екипа и се надева дека во наредните мечеви ќе бидат остварени подобри резултати. Двете екипи одигра интересен напревар, а победникот беше решен во последните 3 минути од мечот. Куманово можеше во финишот да стаса до посекуваната победа, но во тие моменти покажаа слаба концентрација, а гостите од Струга демонстрираа поголемо искуство во клучните моменти и остварија важна победа. Значи вака, прво да им честитам на гостинската екипа, на фер плей играта, на победа што ја остварија денеска у Куманово. Значи се работи нашата екипа покажа зрелост дека може да игра вакви утакмици, затоа што сепак екипата на Струга не е екипа за подценување. Поред неколку години игра и на тој струшки турнир се игра нон-стоп во прва лига, Суперлига, екипа која што знае да игра ракомети, знае што сака и тоа го демонстрира денеска на теренот во кој најсе Куманово и што заслужена победа. На нашата екипа им фали малце концентрација при напад и при одбрана, не изиграме тоа што требаше да изиграме. Примеме премногу лесни голови, имавме мала помош, во првиот дел па немаме помош од голманот, во вториот дел имавме помош од голманот. Мислам дека во сега се е почеток. Следниот потребен мислам дека екипата на Текстилецот Штип гостуваме таму се работи исто така за екипа која што лани играше во Суперлига. Не знам со каков состав располага, мислам дека сепак и тие млади располагаат со млади играчи. Ќе видиме, ќе работиме напорно, не можам ништо да кажам сега дали ќе победиме или ќе изгубиме, ние ќе работиме, ќе си ја правиме нашата игра, нашето време, јас како што реков пред некое време, до прва треба да дојде. Како да е, ова млада екипа до прва ќе треба да се кали низ првенствените мечеви, а тогаш веројатно ќе дојдат и подобри резултати. Кошаркарите на МЗТ Скопје во првиот надпревар пред домашната публика ја забележаа првата победа во АБА лигата совладувајќи го Металот со 93-67. Гостите од Валјево беа рамноправен противник само во првиот период од надпреварот кој нашиот prvак го реши во своја полза со 19-16. Во продолжението од надпреварот кошаркарите на МЗТ Скопје играа одлично, успеа да стигнат до двоцифрена предност која задржаа до крајот на мечот и стигнаа до убедлива победа. Најефикасен во нашиот тим со 16 поени беше Марко Љувичич, Јорге Дреноваc впиша 17 поени и 8 скока, додека Дамјан Стојановски додаде 14. Во следното коло, МЗТ Скопје му гостува на Партизан, а мечот во Белград се игра во вторник. Над 100 хумани рекреативци и атлетичари од повеќе градови се вклучија во розјевата трка која се одржа во Крива Паланка. Истата е во организација на Сдруженијето за заштита на маргинализирани групи Pink Support со поддршка од локалната самоуправа на Крива Паланка, а се реализираше под мотото Трчај за Јоце со цел собраните средства да се искористат за третман на Јоце Блажевски. Крива Паланка беше домаќин на розјевата трка 2015, која се одржа под покровителство на Сдруженијето за заштита на маргинализирани групи Pink Support со поддршка од локалната самоуправа на Крива Паланка. Во трките на 3,5 километри од стартната позиција Карпошово во Станија, над 100 учесници од Крива Паланка од Скопје, како и од повеќе градови низ земјава, трчаа под мотото Трчај за Јоце, а собраните средства ќе бидат наменети за лекување на Јоце Блажевски кој боледува од церебрална парализа. Поздрав на самата иницијатива и на хуманитарниот карактер на розјевата трка. Еве ние како општина се вклучуваме, ќе дадеме се од себе и дај Боже да имаме вакви трки уште повеќе, да помагаме на луѓето, дека победи најдобриот. Целиот товар на Pink Support тимот, не само на мене, пред се и општината ни излезе во пресед за се што ни беше потребно од технички аспект. Јас сум многу возбудена и благодарна на општината и на градот Крива Паланка што ни дава поддршка за ова прва трка во Крива Паланка за Јоце Блажевски. Се надеваме дека нема да биде последна. Ова е само почеток. Во рамке на розјевата трка учество зедоа и околу 20 на велосипедисти од клубот Macedonian Bike Riders кои возеа 100 километарска тура од Скопје до Крива Паланка. Ние како велосипедски клуб Macedonian Bike Riders земавме учество во хуманитарната трка за Јоце.
Тргнавме во 7 часот, се беше буквално прекрасно, 100 км извојсме од тука, веќе сме сите тука на број, ја се дружиме и се забавуваме и се враќаме назад. Најбрзите на трките не го крие задоволството од учеството на еден ваков спортски настан со хуманитарен карактер, а како награда добија вредносни воучери од спортската продавница Дибијаджо Нью Йорк. Јас сум Рената Соколовска од Скопје. Па малку со долниците, пошто не сме навикнати на горница, све на рамна трчаме и така. Но добро. Јас сум Пепе Анкиев, доаѓам од Скопје. Често задоволство беше да учествувам на тркава. Трчав на 3 км, освоих прво место. Јас сум Атана Санчевски, доаѓам од Скопје. Тука трчав на 5 км, супер публика, пред се хуманитарна трка, да помогнеме за луѓето кои што не можат, немаат доволно финансии. Јас сум Русица Костова, на 5 км трчав и ми беше задоволство, пред се и драго што ете на оваа прекрасна организирана хуманитарна трка имав можност да присуствувам. Розевата трка се одржува по втор пат, а на годинешното издание со своето семејство присуствуваше и Јоце Блажевски, за кого се собираат средствата. Членовите на боксерскиот клуб Фајтер од Куманово под водство на Евгин Салиевски викендов постигна одличен успех на мечот на шампионите. Двајцата надпреварувачи со кои што клубот зеде учество се закитеа со златен медал. Вилијам Сманевски во категорија 63 кг и Никола Арсов во категорија 64 кг. Времето во Македонија беше променливо облачно, ќе има појава на повременен локален дожд, особено во југоисточните делови во земјата. Метео. Тоа беше се што подготвивме за денес. Имајте пријатна вечер и останете со нашата програма.